Почитувани, денес е 15 септември, светскиот ден на демократијата, и ја користам приликата да се обратам како млад човек и студент. Јас како млад гласач сметам дека како младина сме исправени пред историски предизвик. Сметам дека Македонија е на крстопат. Го сваќам референдумот како дилема, дали ќе си обезбедиме иднина на нашата генерација во друштво на најголемите европски и светски демократии или пак ќе останеме сами изолирани. Непријатно се изненадив кога ми кажаа дека истражувањата покажуваат најмал процент на заинтересираност за референдумот кај популацијата меѓу 18 и 30 години. Па зарем прашањето на нашата иднина засега некого повеќе од нас младите? Нашите родители, баби и дедовци имаат право да очекуваат подобар и поквалитетен живот, но истовремено ве уверувам дека тие се заинтересирани за тоа ние младите кој пат ќе го одбереме за нас, за нивните деца и внуци. Не е фер кон нив ние да бидеме незаинтересирани. Младите во Велика Британија ја направија таа грешка. Не излегоа масовно на референдумот за Брекзит, друг одлучи за нив. Сега, кога сватија дека повозрастните донесоа погрешна одлука, веќе е доцна. Ние, младите во Македонија, не можеме да си го замислиме остатокот од животот надвор од Европа, изолирани. Ние сме тие кои бараме повеќе работни места и повисоки стандарди, се со цел да останеме и неуморно да твориме во нашата татковина, притоа соочувајќи се со предизвиците кои што следат. Ние, младите, сакаме правна држава, движење без граници, олесната трговија. Студентите во Европа имаат голема мобилност. Постои размена, движење, другарување. Тоа ги прави побогати и за знаења и за искуства. Зошто ние да бидеме надвор од сето тоа? Младите во Европа преку младинската гаранција многу полесно се вработуваат. Видете ги стапките на невработеност на земјите членки на Европската Унија. Видете ги придобивките кои што ги имаат земјите членки на Европската Унија и НАТО. Ние младите сакаме да патуваме, да немаме граници, да се дружиме безгришно. Јас, како млад човек, оваа шанса да одлучам, нема да ја пропуштам. И затоа ве повикувам сите заедно на 30 септември да одиме и да гласаме за Европска Македонија. Придружете ми се.